Последен повик за бойкот на референдумот пред стартот на 48-часовниот молк упати Светскиот македонски конгрес. Повикуваат гласачите да не се плашат и да не подклекнуваат на уцени, а избирачките кутии на 30 септември да останат празни. Алармираат дека референдумот би имал законска важност само ако на него гласаат 50% плюс 1 или 903.196 избирачи со право на глас. Прашуваат зошто се распишува референдумот и се трошат милиони евра буџетски пари, кога одлуката, како што повеќе пати посочи премиерот, не е задолжителна, туку консултативна. Впрочем, со распишувањето на консултативен референдум, чија одлука е незадолжителна, Заев покажа и докажа дека нему е важен гласот на народот. Прашањето е зошто воопшто незаконски троши милиони евра од буџетот и јавните фондови за јавна пропаганда на референдум чија одлука е незадолжителна. И зошто под тие услови на незадолжителна одлука народот воопшто треба да гласа. Петров алармира на можни нерегуларности и фалсификување на резултатите од гласањето, па дури и полнење на гласачките кутии по завршување на тајмингот за гласање. Смета дека излезноста в недела би била под 30%, па затоа најавува голема прослава пред законодавниот дом. Координативното тело против референдумот повикува на семакедонска општонародна прослава на 30 септември од 19 часот пред собранието на Република Македонија за победа на демократијата и одбрана на името на државата и идентитетот на нацијата. Тие што не можат да дојдат пред собранието на Македонија, прославата нека ја одбележат пред советите на општините, каде што живеат. Од координативното тело против референдумот при Светскиот македонски конгрес уште еднаш потенцираат дека очигледен бил притисокот на власта врз уставните судии и бараат највисоката судска инстанца да ја преиспита својата одлука и да го поништи правилникот за спроведување на референдумот. Инаку Светскиот македонски конгрес в недела ќе го мониторира процесот на гласање со 167 наблюдувачи.